Не знаат македонски јазик, ама ја водат државата. Министерот за животна средина Насер Нуредини говори на англиски затоа што не знае македонски. Нуредини го води едно од најзначајните министерства во моменти кога загадувањето е алармантно, па новинарите бараат одговори, арно ама не ги добиваат. Министерот или не сака да зборува, или зборува на англиски јазик. Македонскиот помалку го разбирал, ама не го говорел. Министре на македонски може би да... Ја разбирам на македонски, але не можам да се изразувам слободно за сега. Министерот за животна средина Нуредини оди по стапките на претходникот Садула Дураку. И тој едва и говореше македонски. Додека беше министер за екологија, кажа дека не го интересираат граѓаните, па потоа се вадеше на лошиот говор на македонскиот јазик. Во една прилика тој и одби да го користи македонскиот пред новинарите, затоа што не го признавал за службен. Во Министерството за животна средина не се снајде, па доби прекоманда и стана министер за политички систем и односи меѓу заедниците. Знаете вие дека ние, Македонија, ние сме Швајцарија. Во време кога Македонија е постојано критикувана дека не прави се за да им ги задоволи правата на албанците, особено кога станува збор за јазикот, ние имаме министри кои не го знаат македонскиот јазик. Не постои министер во владата на Албанија или Косово кој не знае и не зборува албански јазик. Jo vetëm mjedisore, po edhe temat të tjera që na preokupojnë. Па дури и представниците на српската заедница на Косово го знаат албанскиот јазик. Секако ова се подразбира и за владините функционери во Тирана. Не е ниту луксус, ниту особена желба, туку едноставно функционер на влада во една држава мора по закон да го зборува официјалниот јазик. По кој закон тогаш во владините фотели седат министри како Нуредини?